Бисмилахи рахмани рахим. Браќа и сестри, вие го слушате третиот дел од книгата Нашето учење, напишана во 1902 година. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد. Кој му припаѓа на мојот джемаат, а кој не? После сите овие работи, јас повторно велам, да не мислите дека тоа е се што формално сте зеле, баијат, она што е формално, само на зборови. Не е ништо. Бог го гледа вашето срце и Он кон вас се однесува во согласност со тоа. Гледајте, својата должност кон вас ја исполнува со зборовите. Гревот е отров, не земајте го. Молете се да добиете сила. Во време на молитва, ако човек не мисли дека Аллах е кадар на сите работи, освен ако он не ветил нешто друго, тој не е од мојот джемаат. Оној човек кој не ја напушти лагата и кој мами, тој не е од мојот джемаат. Оној кој е фатен во замката на овосветската лакомост и никогаш дури и не ги подигне очите кон ахирет, не е од мојот джемаат. Човекот кој не и даде предност на верата во однос на секојдневието не е од мојот джемаат. Воспротивно, кој не се чува од секакво зло, како што е виното, коцката, неискреноста, оговарањето и секаков вид на корупција, тој не е од мојот джемаат. Ако некој земал тук имот, а не се покае, тој не е од мојот джемаат. Оној кој редовно не ги извршува 5 дневни намази, тој не е од мојот джемаат. Кој понизно не се предава на довата, тој не е од мојот джемаат. Секој кој не се чува од лошо друштво, кое има негативно влијание на него, тој не е од мојот джемаат. Секој кој не ги почитува своите родители и не покажува послушност кон нив во работите кои не се спротивни на честниот Куран, и секој кој е намерен да им пружи услуга за која тие несомнено се овластени, тој не е од мојот джемаат. Секој кој не се однесува благо и со добродетелство кон својата жена и незините роднини, тој не е од мојот джемаат. Секој кој не им ги простува грешките на оние кои направиле грешка кон него и создава кавга, тој не е од мојот джемаат. قد نوروا وجه الورى بضيائي إن الصحابة كلهم كذكائي قد Секој маж или жена кои се неискрени кон својот сопружник не се од мојот джемаат. Секој кој на било кој начин го прекрши заветот кој го дал на мојата рака во времето на баијатот не е од мојот джемаат. Секој кој мене не ме смета за ветениот Месија и Махдија кој бил ветен, тој не е од мојот джемаат. И секој кој по навика седи со моите противници и се согласува со нив, тој не е од мојот джемаат. Секој блудник, непослушник, пијаница, убиец, крадливец, коцкар, неискрена личност, оговарач, корумпиран, присвојувач, тиранин, угнетувач, лажливец, фалсификатор и другарите на сите кои се вакви и сите оние кои изнесат лажно обвинение против својот брат или сестра и кои не бараат тевба, барање прошка, за своите лоши дела и кои не го напуштаат лошото друштво, не се од мојот джемаат. Навистина, сите овие работи се отрови. Вие не можете да бидете жив ако ги земате овие отрови, бидејќи светлината и темнината не можат да обстанат заедно. Секој оној кој е со забегано однесување и чиј однос кон Бога не е чист и чесен,
тој никако не може да добие берикет кој го примаат чистите срца. Навистина многу се срекни оние кои ги чистат своите срца од секаква нечистотија и кои прават заклетва на верност со својот Господар, бидејќи тие никогаш нема да бидат изгубени. Не е можно Бог да ги понижи. Тие се од Бога и Бог е за нив. Тие ќе бидат спасени од сите страдања. Ахмак е оној душман кој ќе им наштети, бидејќи тие навистина се во Божја закрила. Он е за нив. Кој верува во Бога? Само оние кои се такви. Исто така, Ахмак е и оној кој е загрижен за безобзирниот грешник, чие срце е исполнето со зло и нечесност, бидејќи и тој самиот ќе биде уништен. Откако Бог ги создаде небото и земјата, никогаш не се случило да ги уништи оние кои биле добри. Секогаш Он за нив покажувал големи работи и сега ќе ги покаже. أنوارهم فاقت بيان مبين. Нашиот Бог поседува големи и прекрасни моки. Бог, нашиот Господар, многу е верен и за оние кои остануваат верни на Него, Он им покажува чудесни работи. Светот сака да ги изеде и секој непријател чкрта со своите заби на нив, но Он, кој е нивни пријател, ги избавува од секакви опасности и им дарува победа на секое поле. Тогаш колку е среќен оној кој никогаш не го напушта Божиот скут. Ние веруваме во Него и ние Него го препознаваме. Он е тој Господар на целиот свет, кој мене ми прати објава, кој поради мене покажа моќни знаци, кој мене ме прати за вечниот Месија, за ова доба. Нема друг Бог освен Него, ниту на небесата, ниту на земјата. Онаа личност која не верува во Него е лишена од среќата и е фатена во грев. Од нашиот Господар ние добиваме објава која сјае како сонце. Ние увидовме дека единствено Он е Бог на целиот свет и дека нема друг Бог. Колку навистина е моќен и кадар Бог кој ние го најдовме и колку се восхитувачки својствата на Господарот кои ги спознавме. Вистина е дека за Него нема ништо невозможно, освен што се невозможни оние работи кои се спротивни на Неговата собствена книга и Неговото собствено ветување. Затоа, кога му се молите, не бидете како оние незнајковци, природно научници кои по собствена желба го смислиле природниот закон, кој не носи Божји печат, бидејќи тие се оние кои се отфрлени и чии молитви никогаш нема да бидат прифатени. Тие се слепи и немаат вид. Тие се мртви, а не живи. Тие пред Бога го ставаат законот кој сами го формирале и тие сами од себе поставуваат граници на Неговите моки, кои немаат граници, сметајки го за слаб. Се разбира, кон нив ќе се постапува во согласност со нивната состојба. Сахабаe Расул Нараe Такбир Аллаху Акбар Allahi tanoyek Nale averdelu samoleste Emresuli Muhammadi. Но кога ти станеш поради намаз, ти имаш обврска да сметаш дека твојот Господар има моќ над сите работи. Само тогаш твојата молитва ќе биде примена и ти ќе бидеш сведок на оние чуда, на моќта на твојот Господар, кои ние сме ги виделе. И запомни, нашите сведочења се работи кои ние лично сме ги доживеале и не се како приказна. Како може да биде прифатена молитвата на оној човек и како тој има храброст да се моли во тешкотии, а да мисли дека Бог не е кадар да има власт над сите работи и да мисли дека е против Божиот закон. О, добар човеку, немој така да правиш. Он е твојот Господар, кој без било какви темели обесил безброј звезди и кој ги создал земјата и небесата од ништо
Дали ти имаш толку лошо мислење за него, дека он е безпомошен за твоите потреби? Вистина е дека твоето собствено погрешно мислење ќе те остави лишен. Има безброј прекрасни работи во нашиот Господар, но затоа се сведочат само оние кои станат негови во својата искреност и верност. Avilo, o Islami zapelo, Imam Mahdi avilo. Он вакви чуда не им открива на оние кои не веруваат во неговите моки и кои не се верни и искрени. Како на вистина е несреќен човекот кој се уште не знае дека има еден Господар, кој поседува моки над сите работи. Нашиот дженнет на вистина е кај нашиот Господар. Секоја наша и најголема радост е во него, бидејќи го спознаваме и сете убавина во него ја најдовме. Ова богатство е вредно да го земете, дури и по цена на животот. Ова е бесценет камен, кој треба да го купите и да го добиете макар да го изгубите целото свое битие. О, вие кои сте лишени, побрзете кон својот извор, бидејќи тој ќе ја угаси вашата жет. Тоа е извор на животот, кој ќе ве спаси. Што уште треба да направам и како да ја всадам оваа радосна вест во вашето срце, со кој барабам треба да одам наоколу и да викам по улиците дека ова е вашиот Господар, еден Бог, за луѓето да слушнат, со кој лек да ви излечам за вашите уши да слушнат. Денес го завршивме третиот дел од книгата Нашето учење. Еселаму алейкум.